Ја следите втората веб дискусија јасно и гласно на Радио МОВ, овој пат посветена на студентските трошоци. Ја правиме оваа емисија поради ова истражување, колку и на што троши еден македонски студент, кое што покажува дека студентската потрошувачка кошничка на месечно ниво на студентите кои студираат на државните универзитети во Република Македонија изнесува 21.410 денари за студент кој студира со партиципација и 22.435 денари за студент кој плаќа школарина. Ова истражување е направено на 945 студенти по нивна анкета на 5 универзитети државни во Република Македонија. За таа цел денеска во студиото ги имаме Тамара Ангеловска, студентка на медицински факултет и председателка на Европската медицинска студентска асоциација ЕМСА Македонија, Виктор Стојковски од Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи ЗМАј, исто така и на докторски студии на Финки, и Мартина Илиевска од Младинскиот образовен форум. Виктор и Мартина се и дел од авторите на ова истражување. Меѓутоа, на почетокот сепак би почнал со Тамара како студентка. Колку оваа месечна сума од околу 22.000 денари, значи некој просек помеѓу партиципацијата и она школарина, колку навистина го отсликува тебе како студент, колку ги отсликува трошоците кои што ги имаш? Па мислам дека сумата е доста реална, затоа што како студенти на медицина ние се соочуваме со високи трошоци, особено за купување на книгите кои ни се потребни во текот на студирањето, затоа што се тоа медицински книги, вообичаено се и некои книги што се преведени, а се користат интернационално, така што сумата на некоја книга, например по интерна медицина, може да варира од 200 до 300 евра по едно учебно помагало. Сега тие книги секако може да се позајмат од библиотека, меѓутоа бројот на студенти на медицински секоја година се зголемува со 300 студенти по генерација, студенти кои што и веќе се запишани, студенти кои што изгубиле година, така што навистина се доста реални трошоци кои што ги имаме како студенти. Сега овде опфаќате секако и трошоци кои што се секојдневни, трошоци за хигиена, трошоци за можеби одење во театар, излегувања и други за храна и така натаму. Така што мислам дека се навистина високи суми за кои што зборуваме, особено ако земеме во предвид дека најчесто студентите се редовни, не многу ретко имаме вонредни студенти кои што и паралелно може да работат, и овие покривање на овие трошоци доаѓа од родителите кои што сигурно имаат и најчесто уште едно дете на кој што има трошоци, така да мислам дека се работи за вистина големи суми. Така, Виктор, истражувањето покажува дека освен за партиципацијата во државна квота 1025 денари, за студент со школарина 2050 денари, студентите месечно имаат 1670 денари трошоци поврзани со факултетот, 7600 денари за секојдневниот живот, храна, хигиена, спортски тренинзи, културно-забавни активности, 2000 денари за превоз, 4500 денари за домување и уште толку за режимски трошоци, вода, струја, грејење, телефони, интернет. Меѓутоа и граѓаните реагира на прв поглед оваа сума од околу 22.000 денари месечно изгледа како голема сума вака за која што е приближно до просечната македонска плата. Па еве би те прашал како стигнавте до оваа сума и можеш ли да разјасниш, бидејќи прашањата се ова е премногу, знаете, како ги покриваат студентите овие трошоци? Да, фала, значи трошоците се добиени, мислам, врз база овие отсликуваат перцепцијата на студентите. Реалноста може би е поинаква, меѓутоа овие се погледите кои ги имаат студентите врз база на анкетниот прашалник кој го направивме. Сега битно е да се напомене дека тука во предвид се земени само студентите кои ни дале одговор на одредено прашање. Например, дадено е одговор дека 85% од студентите не одат на културни настани, не знам, опера или така, меѓутоа ние издвојуваме 500 денари за културните настани, бидејќи од тие што одат трошат толку. Мислам, поентата е да се најде некоја вредност која би ни представува половина од студентите. Тука е битно да се каже дека како просек ние не го земаме, мислам, од сите па собираме и делиме како просечен просек, туку земаме каде ни се наоѓа на средината од сите испитаници од кои ќе подредиме од најмалиот кон најголемиот, која ни е средната вредност точно таа што не се наоѓа на средина.
поентата е дека тука многу од трошоците се плюс поврзани со факултетот, меѓутоа се и надвор од факултетот. Например, голем дел од студентите издвојуваат пари за да се дообразуваат кои се надвор со обуки кои се надвор од факултетот. Например, таа вредност е многу голема кај УКИМ. Ми сваја 5600 денари месечно дека студентите издвојуваат за дообучување што им се надвор од факултетот, што не е поврзано со факултетот. Така. Во ред, Мартина, вие во ова истражување ги опфативте изворите на средства на студентите кои што се многу помали од овие трошоци. Може ли да кажеме за која бројка се работи и кој го покрива оној расчекор помеѓу средствата со кои што располагаат студентите и трошоците кои ги имаат на месечно ниво? Да, значи како што напомена Виктор, овдека се работи за перцепција на самите студенти на средствата со кои што располагаат. Најголем процент од самите студенти нагласија дека средствата за студирање и живот ги добиваат од нивните родители или роднини. Тоа се 61% од студентите кои што одговориле на прашалникот. Други средства, помал процент или 11% се од студентските стипендии, па понатаму одат од сезонска работа, работа на однос и слично. Ова се пари со кои што они располагаат. И сега тука влегуваат сите они трошоци кои што они ги имаат за живење, кај што има станување, патни трошоци, културно-забавен живот и дополнително идат оние трошоци кои што ги имаат за факултетот, административни трошоци, партиципација, книги, учебни помагала и слично. Да, сумата е голема и е на месечно ниво, јасно е, на најголемиот товар тука го имаат самите родители и доколку имаат родителите повеќе од едно дете, секако се зголемуваат трошоците, но мора да кажеме дека во вие перцепцијата на трошоците, како што кажа Виктор, таа е некоја средна вредност. Тука има трошоци кои што голем дел од студентите не ги перцепираат. Значи доколку живеат со своите родители, они не ги перцепираат режиските трошоци кои што реално се трошоци кои што ги имаат, или доколку одредена сума на пари ги плаќаат нивните родители, например школарината ја плаќаат нивните родители, они не ја перцепираат како сума која што ја имаат. Само да потпрашам овдека, значи ова спаѓа и како режимски трошоци доколку и живеете со вашите родители, као тие се калкулирани. Има три профили. Сакаш да ги објасниш профилите? Значи режиските трошоци тука се ставени како се независни од каде живеат студентите. Меѓутоа тие се менуваат во зависност од каде живеат. Има профили, може да се види прошурата каде што се. Добра. Публикација. Значи, самите трошоци варираат во однос на профилот на студентите. Доколку студираат во друг град, имаат повеќе трошоци за станување. Доколку студираат во друг град и секојдневно патуваат до универзитетскиот град, имаат поголеми трошоци, например, за превоз. Доколку живеат со своите родители, немаат режиски трошоци, поточно не ги перцепираат, бејќи нивните родители најчесто ги плаќаат, но се зголемуваат нивните трошоци можеби за културно-забавен живот или дополнителни трошоци кои што ги имаат за во рамките на студирањето, дополнителна настава и слично. Добро, Тамара, постојано слушаме како студентите и известуваме еве како новинари дека им се наметнуваат некои дополнителни давачки кои мора да ги плаќаат, кои што не се покриени со школарината и партиципацијата на факултет. Еве како е на медицинскиот факултет? Значи колку треба вие дополнително од джеб да извадите пари да купите материјали, опрема, мантили за медицински персонал или пак не знам, еве ги спомена на почетокот медицинските книги се прилично скапи книги, колку трошоци треба да издвојувате за тоа и дали тоа може да го издржи еден просечен македонско семејство и македонски студент? Па мислам дека студирањето е доста голем терет и на родителите и на студентите сами по себе, затоа што книгите кај нас на факултет се навистина скапи, како што кажав претходно. Една книга по интерна медицина, тој е предмет кој се слуша 2 семестри, таа може да биде 200 до 300 евра. И тука спаѓаат книги по хирургија и така натаму, кои што ние имаме доста обемна програма со по 7 предмети во еден семестар, така што сите тие си бараат свое. Да, тука се книгите, потоа практикуми кои исто студентите ги плаќаат од свој џеб, не се обезбедени од факултетот. Понатаму дополнителни материјали се мантилите. Не можеш да купиш еден мантил, треба да се пресоблечеш, да смениш, значи пак се тука 2 мантили, униформи за на хирургија кога одиме на пракси, понатаму клумпи, сите тие работи што вака личат
Да, можеби ситно, меѓутоа трошоците се акумулираат. Апсолутно, да. И сме приметиле дека студентите, посебно кај нас, многу помалку трошат и време и пари на културни активности, односно некако се запоставуваат. Да, програмот е доста напорен, меѓутоа доаѓаме како генерации неспремни за некои, да речам, во една интелектуална сфера се насочуваме само кон нашето, кон медицината, посебно ние медицинарите, а останатите сфери некако ни недостасуваат. Така, ти изгледа ли еве ова дека дел од истражувањето покажува дека многу малку пари се одвојуваат за култура и слично, а многу повеќе еве идат од овие студентски трошоци за приватни часови, дополнителна настава. Што мислиш како следната генерација на студенти, на следната генерација на интелектуалци фактички од студентите, како излегува од факултетите? Дали излегува како добро едуцирани или пак еве им се скратени овие услуги кои што се можеби надвор од нивното поле на интерес? Така, па како Директно поле на интерес. Така, како студентска организација ние се трудиме многу да ги надополниме тие сегменти кои недостасуваат, па организираме некои настани како културни денови, проекти во кои што и работилници каде што се надополнуваат тие знаења кои што студентите можеби не можат да ги добијат на факултет, а пак се на некој начин бесплатни. Се во склоп на студирањето. Така што да, сметам дека многу ни недостасува таа општа култура од различни сфери. Например, ние се насочуваме само кон медицина, немаме ниту математика, немаме општествени науки, немаме никакво, да речам, дополнителна можност од каде да ги дознаеме сите тие работи, освен партиципација во некои конференции и настани што ги организираат други организации, што сето тоа пак чини многу пари. Така што навистина мислам дека се студентите оптеретени, особено студенти кои што не се во можност да земат стипендија, затоа што и тука имаме некои критериуми што ги делат студентите, повторно родители кои што се со социјална помош, значи даваа се високи суми, меѓутоа се земени грубо како изгледаат трошоците, и мислам дека дури може и повисоки се затоа што немаме толкова перцепција за секојдневни работи. Ке дојдеш на факултет, едно кафе ќе платиш, ќе купиш една кутија цигари, ќе купиш една скрипта и сето тоа доаѓа околу 200 денари на ден. Така, Виктор, еве тебе исто би те прашал, бидејќи ова мене ми остави вака како најмногу ме изненади од целото истражување дека најмногу се крати баш на овие културни настани, на купување книги, на читање весници, списанија. Еве би те прашал како млад интелектуалец и еве истражувач на овие полиња, каква генерација на млади интелектуалци ќе излезе доколку се крати на овие работи во текот на студирањето? Јас тука се согласам со Тамара, значи треба да има, мислам, трошоците сепак треба да се има предвид пак дека во нашава анализа се опфатени делови каде што реално во повеќето градови нема опера и балет и затоа има веројатно толку голем резултат, испаѓа дека 87% не одат, додека останатите резултати не се, мислам, малце не се дотолкувају, дури нели 41% не одат на концерти, исто и во кино и така натаму. Моје лично мислење е, сметам дека тоа е многу потребно за еден истражувач, за еден интелектуалец, мора само по себе се дојува пошироко знаење, пошироко размислување и нови идеи и така натаму. Сега мора, не мислам дека не мора, туку соодветно би било да се оди на такви настани. Меѓутоа и тука треба пак да се има предвид дека студентите имаат пак определено слободно време и они треба да определат на што би го искористиле. Сега кои им се приоритетите, тоа сами би се одлучиле. Добро, Мартина, во вашето истражување баравте информации од самите универзитети, 5 државни универзитети, за нивните административни процедури и колку тие чинат ценовниците за тоа. Па еве, кажи ни накратко што е тоа што успеавте да го најдете и каде е најскапо да се студира, каде е најевтино да се студира во Македонија? Да. Значи, идејата беше да се види другата страна на приказната. Едната е перцепцијата на студентите за нивните трошоци кои што ги имаат, а другата е да видиме колку се навистина трошоците кои што ги имаат спрема универзитетите или факултетите. Ги баравме сите процедури за запишување и целиот процес на студирање кои што ги треба да ги имаат документите и одредени ценовници или тарифници кои што ги викаат на универзитетите, каде што содржат низа на надоместоци кои што ги имаат студентите кон факултетот во текот на студирањето. Знаеме дека студирањето не за плаќањето кон универзитетите не завршува со плаќањето на партиципација или школарина, оние 200 или 400 евра кои што ги имаат студентите. Има уште низа на трошоци кои што ги плаќаат, како што се
пријава на испит, икса, студентски парламент, студентски правобранител, некои други трошоци, дипломата, исто повеќето се задолжителни и не можат да го завршат самиот факултет доколку не ги исплатат тие трошоци. Добивме различни тарифници. Интересно е тоа што на 4 универзитети, зборувам за УГД, ДУТ, УКЛО и некого заборам, Апостол Павле, имаат еден унифициран тарифник за целиот универзитет. И сите факултети го користат тој ценовник и ги имаат истите административни трошоци. Кај УКИМ, најголемиот универзитет, секој факултет има посебен тарифник и имаат различни трошоци и голем број на процедури. Интересно е тоа дека на УКИМ има 22 ставки повеќе од другите универзитети. Има разлика многу голема во самите суми кои што треба да ги платат студентите. Негде како ги собереме или одземеме, најверојатно ќе дојде тука негдека, но за одредени ставки навистина голема разликата. Например, најголема е кај ДУД, државниот универзитет во Тетово, каде што треба да платите 6000 денари, например, доколку сакате да се испишате од самиот факултет, за разлика од другите универзитети како што се УКИМ, Апостол Павле или УГД, каде што треба да платите само 1000 денари. Разликата е навистина огромна, или доколку сакате повторно да се запишете, исто така сумата е голема. Или например дипломата, што е исто така интересно, не можете да го завршите факултетот доколку не ја платите таа диплома за завршени студии. И доколку сакате да извадите диплома од УКИМ, например, се движи околу од 1000 до 4000 денари, зависно од факултетот каде што сакате да студирате. За разлика на УГД, цената е 2900 и 3000 на Апостол Павле. Пак има разлика во сумите за некоја административна давачка или услуга која што имате, а реално не можете да го завршите самиот факултет доколку не ги платите тие административни давачки. И дополнително го обтоваруваат самиот буџет на студентите. Реално можат самите универзитети имаат право да се финансираат и од други извори. Првично се финансираат од буџетот на Република Македонија, најголемиот дел од буџетот доаѓа од таму, но можат да се финансираат и од други, како не знам, научна работа, истражувачка работа, уметнички дела и слично. Можат да ги користат овие ставки за разлика од тоа, например, да ги намалат давачките кои што ги имаат самите студенти или средствата кои што ги прибиваат. Утврдивте ли кои од факултетите најмалку трошоци има за студентите, кои има најмногу? Не направивме некоја грубо собирање, бидејќи тука се различни давачки и зависат од многу работи. Например, колку време студира студентот, колку плати го пријавил самиот испит. Не може да се направи некоја груба пресметка за тоа, бидејќи се за различни работи, различни ставки се. Не може да се направи баш чиста пресметка колку би бил, кој е најскапа, кој е најевтин. Добре. Тамара, еве слушаме дел од трошоците кои што се на товар на студентите. Дали ти сметаш дека постојат некои трошоци на твојот факултет на медицински кои што се превисоки или пак можеби непотребни, кои што можеби апелирате да факултетите да размислат можеби или за нивно намалување? Кои се оние кои што представуваат најголема тешкотија за самите студенти? Значи, покрај книгите, кај нас на факултетот има, нели, како и секој медицински универзитет, факултет, односно клинички центар, би требало да имаме пристап до некои страници кои што објавуваат текстови со медицинска содржина, кои што се интернационални. Така, например, на PubMed има доста информации каде што кога ние би правеле научен труд, тие анализи нас би ни биле потребни да ни се достапни. Меѓутоа, многу ретко такви страници ние имаме пристап до нив, или пак тогаш студентот доколку сака да ги собере тие податоци би требал да плати дополнително за да се зачлени, за да има пристап и не ви се обезбедува тоа од факултетот. Не се обезбедува, мислам има некои како некогаш има промотивни, да речам, пакети, па еден месец имаме бесплатен, меѓутоа сепак не секој во тој момент нешто прави за да може да го искористи тој целиот процес. Би се надоврзала да тие средства што се плаќаат, таксени марки, пријавување на испити, кај нас многу често се случува, бидејќи се долги години на факултетот, 6 години се студира, да некој предмет можеш да го презапишеш. Па овде пак се по бројот на кредити се множат цените колку се плаќа, па тука и многу се зголемуваат трошоците, па некој студент да презапише година може да дојде и до трошок до 20.000 денари ако ја презапишува целата година. Така што тој студент дополнително може да не е од Скопје,
пак се трошоците за цела година, или пак ако го паузираме факултетот, повторно се тие сите трошоци за стан. Се случува студент да слуша само еден предмет во годината, а факултетот е редовен и мора да оди, така што би ја плаќал целата година со стан и сите тие други трошоци само за еден предмет кој го слуша. Виктор, што е со оние бенефиции кои студентите ги добиваат како бесплатен превоз или не знам, можеби во студентските домови некакви субвенционирана храна? Колку е тоа доволно и дали треба еве нешто дополнително тоа што покаже еве вашето истражување? Вака, нашето истражување конкретно би започнал со спомна исхрана во студентските домови. Значи истражувањето ни покажа дека над 80% од студентите воопшто не јадат храна во студентските домови. Значи додека кога се бараат бенефиции, одговорите покажа дека најчесто бараат студентска работа. Значи не бараат повеќе финансии, а не бараат некои кратења што им биле, меѓутоа кога би нашле комбинации од кои најчесто ни одговарале за комбинации како субвенционирани картички за храна во ресторани, субвенционирани картички за културни настани и така натаму. Значи јас би се согласил со тие мислења. Мислам, значи картичките за културни настани им се многу намалени. Сега они имаат алтернативни начини. Например, јас се сеќавам кога бев студент, одев на представи за да присуствувам на културни настани, одев на представи на полагања што ги има од ФДУ. Сега не знам колку им се тие пристапни до сега и не знам колку, мислам, реално цените им се големи за да отидат на такви настани, а субвенциите се многу мали и треба да се воведат, мислам. Мартина, за самиот крај, вие во вашето истражување направивте една анализа и упатувате препораки до институциите и до надлежните како да се подобри овој студентски стандард. Еве, можете ли да издвоите некои од клучните, можеби, работи кои што би сакале да ги споменете, кои што се наменети за институциите? Најважно е зголемување на легислативата и проширување на законот за студентски стандард, кој што моментално опфаќа само две работи, тоа се домување и студентски стипендии. Студентскиот стандард опфаќа многу повеќе работи, тука треба да влезе школарината, исхраната на студентите, самото сместување, културни настани, спортски активности, многу повеќе работи кои што треба да ги имаат студентите. Дополнително, студентската картичка која што ја спомна и Виктор, таа е веќе најавена, една година не знаеме што се случува, треба да донесе многу поволности на самите студенти, од исхрана до културни настани, до попусти во различни продавници, до поевтини книги, образование дополнително и слично. Бесплатниот превоз е одлична бенефиција која што имаат студентите на државните факултети во универзитети, но само во Скопје. Бесплатниот превоз треба да се прошири не само во Скопје и за останатите универзитети првично, дополнително треба да биде не само во самиот град, туку да биде низ целата држава. Реално самите студенти треба на размена на искуства, можеби да прошетаат што и да е, и дополнително треба да важи во целата календарска година. Моментално важи само во академската година, а реално самите студенти кои најмногу имаат слободно време да прошетаат, да бидат негдека, е токму кога се они на распуст. Нив тогаш бесплатниот превоз не им важи дури ни во Скопје. Дополнително субвенционирана исхрана во самите бифеа. Сите факултети имаат бифеа, реално храната е многу скапа таму и услугите кои што ги добиваат во бифеата треба да добиваат некои услуги кои што се по студентска цена. Дополнително, АМС треба да даде, Агенцијата за млади спорт да даде користење на самите објекти спортски по поволни цени. Министерството за култура да даде поевтини карти или можеби бесплатни културно-уметнички настани кои што ќе можат студентите да ги посетуваат. И на крај секако вработувањето, квалитетна пракса првично додека се на факултет, работа со скратено работно време, но тоа е моментално дозволено со законот за работни односи, но многу е важно доколку работат со скратено време самите студенти да не ги изгубат бенефициите што ги имаат како редовни студенти, како што се здравствено осигурување, бесплатен превоз, низ за работи кои што ги имаат како студенти, да не ги изгубат доколку работат со скратено време. Исто така да се стимулира приватниот сектор, да ги вработуваат по скратено работно време студентите или можеби сезонска работа додека се на распуст, да имаат можност да имаат дополнителни извори каде што ќе можат потоа да се финансираат во текот на студиската година.
Во ред, ви благодарам на сите за вашето гостување. Јас се надевам дека дел од овие идеи и размислувања ќе стигнат до ушите на оние кои што треба да ги спроведат овие мерки во реалноста. Со гледачите се гледаме во следно издание на емисијата Јасно и гласно на Радио МОВ. Ви благодарам.